Вести на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кочани на редовната 12-та седница не го разгледуваше статутот на комуналното јавно претпријатие Водовод. Уште при утврдувањето на дневниот ред, опозицијата даде предлог точката да биде изземена, па по долгите и жолчни дискусии од комуналното претпријатие го повлекоа предложениот текст. Тони Ајтовски со деталите. Уште при утврдувањето на дневниот ред на 12-та седница на Советот на општина Кочани, дискусиите заглавија околу ставот дали на самиот почеток треба или не да се расправа за давањето согласност за статутот на комуналното претпријатие Водовод. Од опозицијската советничка група беше побарано изземање на првата точка што се однесуваше токму на ова прашање, при што во образложението за овој став беше речено оти треба да се утврди дали членовите на управниот и надзорниот одбор на претпријатието ги исполнуваат условите за тоа, со обвинување дека овие тела функционираат незаконски. Доколку денес немате доблест оваа точка да се изземна од дневниот ред, значи продолжуваме со незаконско работење. Веќе 7 месеци ние работиме со овој незаконски управен и надзорен одбор. Веќе донесовме вие донесовте некои значени, катастрофални и поддржавте одлуки на овој управен одбор како што е завршната сметка. Така сега и статутот, сметаме дека ова не е толку ниту приоритетно. Според тоа треба да имате доблест истата да се повлече. Со самиот избор на новите членови на управен и надзорен, веруваме дека истата понатаму ќе биде поддржана и од нас. Ваквиот став предизвика низа реакции меѓу советниците, што придонесе да се развие долга и жолчна дискусија кој работел незаконски и во кој период требало да се прават измените на статутот на Водовод. Можеби навистина треба да влезат органите и да утврдат дали членовите на управен и на надзорен одбор се во согласност со позитивните закони, меѓутоа тоа треба да се направи малку порано од 16.6.2017 година и да се утврдат сите одлуки кои што се донесувани од тој период па наваму. Бидејќи да се потсетиме, во тој период власт беше ВМРО ДПМН во Кочани. Значи прашањето е дали тие го почитувале законот. Што се однесува до тоа дека дали точката треба да биде повлечена или не, јас би побарал објаснување од страна на стручните служби во комуналното јавно претпријатие да излезат одговорници и да кажат која е потребата за промената во статутот и на што се однесува и дали би било пречка доколку ја ставиме точката на дневен ред и доколку ја разгледуваме. Во понатомошниот дел на расправата ќе избереме нови советници. Новите советници нека, новите членови на управен и надзорен одбор. Ако имате разбирање, ќе имаме можност новиот управен одбор и новиот надзорен на следната седница да разговараме и да го донесеме заеднички статутот на јавното комунално претпријатие Водовод. Пред надлежните судски органи е поведена предистражна постапка за незаконско именување на членови на управен и надзорен одбор. Значи сакате да кажете дека поддржуваме веќе некое криминално действие? Што со овие одлуки за овие 7 месеци? Значи треба да конечно после 7 месеци еве имаме доблест да надминеме оваа ситуација, да се формираат нови членови на нов управен и надзорен одбор и сега пак некоја заврзлама навлегуваме. Значи не ја гледам потребата зошто да се брза. И кога се очекуваше да запре расправата за предлогот од опозицијата и да се слушне мислењето на представниците од Водовод, дискусиите продолжија со мислења дали сега е моментот статутот на комуналното претпријатие да се разгледува. Го поддржам и прифаќам вашето укажување. И така треба да биде. Меѓутоа требаше од оваа говорница исто така да кажете да ние не ги почитувавме законските одредби и ние не ги почитувавме и никој не поведе предистражна постапка или зошто тоа не е направено од вас како советници во претходните состави на советите на општина Кочани. Ако тоа тогаш не се го направиле, бидејќи ВМРО ДПМН ја имал власта во општина Кочани, тогаш која и вашата доблест и морална, ако сакате одговорност, сега да поставувате такви прашања и да тука се расправаме пред граѓаните на општина Кочани, кои што во овој момент сега и не се најбитни. Ние имаме многу посуштински прашања за кои што треба да расправаме и за кои што треба да водиме расправа. На координација ние еднаш за секојаш решивме, се договоривме во присуство со градоначалникот да ставиме крај на оваа угода и ние како опозиција ќе престанеме и нема да дискутираме. И убаво кажавте,
ќе седнеме политички ќе разговараме. Значи не е само као јавното комунално предпријатие. Значи овде има институции во кои што опозицијата, а тука припаѓаат сите советници, треба да имат своји представници. Никој не бара мнозинство, политичката власт е таа, мнозинството во управните и надзорни одбори ги има онаа политичка партија која има власта, меѓутоа реално мора да има присутен секаде, и во училиштата, и во библиотеката, и во здравствениот дом, и во центарот за јавно здравје, и во библиотеката, значи буквално сите институции. Ке замолам предлагачот да ја, доколку вие тврдите и стоите дека е итна, да ја слушнеме итноста за донесување на оваа точка. Јас се согласувам, значи да и дадеме збор на представниците на предлагачите, дали е од итен карактер, доколку не е, се согласувам дека да не фрламе дамка на статутот, нека биде поддржан од страна на членови на управен одбор кои што ќе бидат легитимно изгласани. По неколкуте реплики и контрареплики, поскоро едночасовно препукување од кога и кој требало да направи контрола за членовите на управниот и надзорниот одбор на водовод, дилемата ја прекина неговиот директор, кој се согласи предлогот за статутот на предпријатието да се повлече. Имаме заклучок од претходниот управен одбор од 12.12.2017 година, каде што го задолжува управниот одбор, стручната служба на КП Водовод Кочани во најможен рок да изготви предлог за нов статут на КП Водовод Кочани. Воедно има и решение од државен комунален инспектор од 12.11.2017 година со кое КП Водовод Кочани задолжува да изврши усогласување на дејностите со новите шифри и називи на единствената класификација на дејности. Последната промена на статутот е од 13.12.2016 година. Значи, бидејќи не е усогласено веќе година и пол, сметам дека може да почекаш 6 месец дена, така да ние како предлагач можеме точката да ја повлечеме. По повлекувањето на точката, дневниот ред на седницата беше усвоен без неа. Се очекува согласноста за новиот статут на водовод да биде дадена на некоја од наредните седници по добивањето на нови членови на управниот и надзорниот одбор на предпријатието. Општина Кочани ја комплетираше првата фаза од процесот за изработка на стратегија за одржлив развој за наредните 5 години, во што се вклучени и граѓаните. Со одржувањето на последната од планираните 3 работилници се утврдија можните приоритети по дадените предлози за насоките за развој, пошто документот ќе треба да го усвои и Советот на општината. Локалната самоуправа на Кочани го заокружува процесот за изготвување стратегија за одржлив развој на општината за периодот до 2023 година. Со одржувањето на третата и завршна работилница со представници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор се финализираа приоритетите по дадените предлози на претходните 2 сесии. Со тоа се оцртуваат контурите за визијата на граѓаните за развој на општината во иднина. Постапката за изработка на стратегијата се реализира во соработка со надворешни експерти од Организацијата на жените при Обединетите нации. Тие преку регионалниот проект Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа ја финансираат изработката на планскиот документ за развој на општина Кочани. Градоначалникот Илиев се заблагодари за масовноста на 3 сесии и за активното учество на граѓаните, чии предлози ќе бидат вклучени во стратешкиот документ. Присуството на овие сесии покажа колков е голем интересот на сите граѓани на општина Кочани за изработка на нова стратегија. Ако на тоа го додадеме и плодните дискусии кои се одвиваа за цело време на овие сесии, тоа е уште еден плюс, дека и уште еден доказ дека на Кочани и му е потребна и дека со ова ние ќе добиеме една права стратегија која ќе биде прав водич на нас во следниот 5-годишен период. Стратегијата е важна од повеќе сегменти. Секако дека прво целта беше да ги видиме и желбите на граѓаните, како го гледат и како го посакуваат Кочани, во каков град сакат да живеат, од една страна, и од таму, од нивните желби, произлегува и нашите задачи. Со конечното усвојување на овој документ, ние ќе имаме нешто во рака што се вика стратегија и по која ние ќе пробаме да се водиме и да ги ставаме приоритетите за развојот на општина Кочани. По утврдувањето на приоритетите, во наредниот период ќе се изготви нацрт текстот на стратегијата за одржлив развој. Потоа, истиот ќе се најде на разгледување и на усвојување од страна на Советот на општината.
Во рамки на проектот Младите успеваат заедно, Ромското здружение Светла иднина организираше еколошка акција за расчистување на околината на споменикот на слободата. Акцијата е дел од активностите што се поддржани од проектот за граѓанско учество на УСАИД. Неколку стотици килограми отпад, шут, искршени гранки и сува трева расчистуваа 50 на млади од Кочани во околината на споменикот на слободата. Спакувани во соодветни кеси за таа намена, отпадоците кои ја наградуваа природната околина на ридот Лукубија завршија во тракторските приколки на Кочанското комунално предпријатие. За учество во оваа активност, младите ги мобилизираше невладината организација Центар за комуникација и култура на ромите, Светла иднина, во рамки на проектот Младите успеваат заедно. Освен еколошката цел, еден од мотивите за организирање на акцијата е да се промовира единството помеѓу младите во давањето придонес за здрава животна околина. Се планира уште една еколошка акција да има, но таа ќе биде некаде околу септември месец се планира, а инаку другите активности се продолжуваат според планот кој што е предвиден во проектот. Кои младици беа вклучени? Имаше млади од средните училишта, Ѓошо Викентиев и Љупчо Сантов. Имавме млади од невладини организации, од Романо Вило имаше, од Авена, исто активисти имавме од Црвен крст, од боречкиот клуб Спартак и млади, онака кои што не припаѓаат во ниедна група, али сепак сакаат нели волонтерски да помогнат во акцијата и исто голема благодарност и до нив. Акцијата за расчистување на споменикот е поддржана од општина Кочани, како и од комуналното предпријатие Водовод, кое обезбеди механизација и своји екипи за собирање и транспорт на отпадоците. Во гимназијата Љупчо Сантов 138, во средното општинско училиште Гошо Викентиев 11 ученици повеќе, или вкупно 149 деветооделенци се пријавиле за упис во средно во првото пријавување од првиот уписен рок. Училиштата воглавно задоволни од бројот на пријавени ученици. 149 во средното општинско училиште Гошо Викентиев и 138 деветооделенци во гимназијата Љупчо Сантов се пријавиле за упис во средно образование во првото пријавување од првиот уписен рок. По струки состојбата е следнава. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев најголем интерес идните средношколци пројавиле за електроструката, каде што се имаат пријавено 84 ученици. 33 за сообраќајна струка и најслабо годинова за машинската струка, за која што имаат пријавено само 32 ученици. Во гимназијата Љупчо Сантов поголема заинтересираност учениците годинава пројавиле за економски техничар, за што се имаат пријавено 77 ученици, а во општа гимназија 61 ученик. Со оглед на тоа што годинава во Кочани има околу 320 завршени деветооделенци до крајот на уписите и не се очекува драстична промена во однос на бројката на пријавени ученици. Во гимназијата годинава има место за 272 ученици, распоредени во 8 паралелки, а во Гошо Викентиев со новите профили воведени од лани 442 ученици распоредени во 10 паралелки. Резултатите за упис во средните училишта и бројот на слободни места ќе бидат објавени на 20 јуни. Второто пријавување од првиот уписен рок е на 28 јуни, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 29 јуни. Пријавувањето и запишувањето во августовскиот уписен рок е на 23 август, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 24 август. Критериуми за избор се средниот успех на ученикот од 6 до 9 оделение, како и средниот успех постигнат по 4 предмети, мајчин и странски јазик и 2 предмети што се од значење за струката, средна вредност од поени за поведение, како и дипломи од освоени места на државни и меѓународни надпревари. Берба на цреши испрати виничанец во болница. Паднал од дрвените скали на кој бил качен и се повредил. Берба на цреши испрати виничанец во болница. 63 годишник при обид да ја обере црешата во сопствениот двор, паднал и се повредил. Со тешки телесни повреди е сместен во Штипската болница. Таму стигнал откако во обид да дофати оддалечена гранка, изгубил рамнотежа и паднал од дрвените скали на кој бил качен.
Падот бил лош, па тој со скрашеници и набиеници по целото тело итно е пренесен и задржан на лекување во Штип. Неговата состојба се оценува како сериозна. Триесет крвни единици беа собрани на втората од трите планирани крводарителски акции што во организација на полицијата се одржа во соработка со службите од трансфузиологија од Штип. До крајот на годината ќе биде спроведена уште една редовна и евентуално уште една воредна крводарителска акција наменета за полициските службеници. Уште една успешна крводарителска акција во организација на полициската станица Кучани, а во соработка со трансфузиологија од Штип, беше реализирана во просториите на полициската станица. Полициските службеници уште еднаш ја покажаа својата хуманост, така што на акцијата беа дарувани околу 30 на единици крв. По плану и програмата за 2018 година денеска спроведуваме втора крводарителска акција која ни е предвидена за месец јуни. До крајот на оваа декада на 2018 година ќе спроведеме уште една акција, негде почетокот на 11 месец ни е закажана. Така да до сега имаше пријавено 30 колеги, каде што скоро сите дојдоа, имаше само неколку колеги што беа службено отсутни, не може да дојдат да даруваат крв, али важно акцијата се спроведе успешно, без проблеми, без никакви застои. Овој пат во акцијата учествуваше и пензионираниот полициски службеник Коце Коцев, кој што својата скапоцена течност ја даруваше по 166 пат. Големо задоволство можам само да напоменам една работа. Имавме ветеран кој дојде, даруваше крв по 166 пат. Тој е колегата Коце Коцев, тој е моментално во пензија, али дојде, даруваше крв по 166 пат. Има закажано дори до 170 има предвидено да дарува, сака до 65-та негова година да дарува, па после тоа, ако и самиот изјави дека ако здрав, жив, ќе продолжи, али сака тоа му е цел, така да можам со големо задоволство да кажам дека колегата оваа крводарителска акција со 166 пат дарувана крв. До крајот на годината е планирано во просториите на полициската станица Кучани да биде спроведена уште една крводарителска акција, која што според планот и програмата ќе биде реализирана во месец ноември, а можно е спроведување и на уште една воредна акција за дарување крв од страна на полициските службеници. Уметници од Кучани, учесници на 25-та ликовна колонија Лазар Софјанов во Кратово 2018. Твореа на тема Староградска архитектура на Кратово. Со успех и квалитетни детски ликовни творби заврши 25-та поред меѓународна детска ликовна колонија Лазар Софјанов Кратово, овој пат и јубилејна во организација на јавната установа Дом на култура Лазар Софјанов Кратово. Истата беше спроведена под менторство на ликовниот педагог професор Даниел Тодоровски од Кратово, а учество зедоа 32 млади уметници и 6 ментори од Македонија, од градовите Прилеп, Кочани, Ново село Струмица, Велес, Скопје, Кратово и Куманово, како и гости од соседна Србија. Уметниците од Кучани кои што учествуваа на колонијата освоија и награди. Ангела Иванова освои прво место од прва категорија и Давид Јосифов освои второ место од втора категорија. Помеѓу менторите можеа да се сретнат и имиња како професор Александар Джинго од Прилеп, професор Кристина Александриски Велес, професор Ристо Андриев од Скопје, професор Гордица Димитриевска Груевска Прилеп, професор Звонко Тилев од Струмица и професор Лела Милосавлевик од Србија. Овогодинешната ликовна колонија траеше 5 дена, од 12 јуни до 16 јуни 2018 година. Учесниците заедно со своите ментори работеа на теми од староградска архитектура на Кратово, кули, мостови и останати градби карактеристични за овој град.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.